Уставниот суд оформи предмет поднесен од Сдруженијето на граѓани засегнати собственици на недвижен имот. Во него, како клучен оспорен акт, се наведува владината одлука во делот на приватниот недвижен имот опфатен во заштитниот предел Малешево. Во случајов, подносителот наведува дека со донесувањето на оспорената одлука е повредено уставно загарантираното право на собственост, неколку одредби од Законот за собственост и други стварни права. Постапките за прогласување на заштитниот предел Малешево се изведени на избрзан, нетранспарентен и незаконит начин, без партиципативно учество на собствениците на недвижниот имот, без одржан референдум за изјаснување на граѓаните и со непочитување на основните елементи на Архуската конвенција. Подносителот наведува дека ниту еден собственик на приватен недвижен имот од Берово не бил известен ниту прашан за согласност. Наведуваат засегнатите собственици. Која беше причината за оваа иницијатива и кои се последиците за собствениците на имоти во оваа зона? Причината е во центарот на моќ во Берово, а никако законско решение. Втората причина е процесот на прогласување за заштитеното подрачје е практички остварено и направено на нелегален, незаконит, нетранспарентен доволно процес. Имавме последици од први која ни се забрани до 1.8. не пуштија. Имаме пропадната дрвна маса, втора штета и последица имаме прекин на договорите на дрвопреработувачите кои има склучено договори за преработка на собствената сировина. Заштитниот предел опфаќа површина од над 11.000 хектари, а засегнати се повеќе од 50 собственици кои имаат имоти таму.